Во Македонија во пракса нема функционална лиценцирана мртвопроверителна служба и често оваа работа ја вршат лекари од итна помош или матични лекари по дежурства. И дел од оние медицински лица од внатрешноста не се ни свесни колкава е одговорноста што ја носат при констатирање дали во случај на смрт таа настанала насилно или не. Ова е ставот на директорот на Институтот за судска медицина доктор Александар Станков, кој вели дека со закон уште од пред 8 години се предвидува воведување на систем за мртвопроверителна служба, кој никогаш не заживеал. Постои, ама само на хартија, како член од закон. Доктор Станков и Институтот за судска медицина, во соработка со неколку други клиники, уште од 2018-та обучувале околу 80 луѓе, чие знаење никогаш не било проверено и не биле издадени лиценци. Според ова, нема доказ ниту за стручноста на мртвопроверителите кои не се посомневале дека две жени од Кумановско не починале од природна, туку од насилна смрт, за кои истрагата сега покажува дека всушност тие биле жртви на серискиот убиец од Старо Нагоричане. Ке нас се уште не функционира мртвопроверителната служба, се користат лекари од локалните здравствени установи. Законот е донесен и постои, дури направивме и обуки. Зошто овие луѓе не добија сертификати, односно зошто немаше проверка на нивното знаење, не ми е јасно. Работата на мртвопроверителот вклучува низа постапки со цел да ја утврди најверојатната причина за смртта. Врши преглед, бара траги на насилство, а доколку постои сомнеж за нејасни околности, должен е веднаш да ги извести полицијата и обвинителството и може да побаре и обдукција. Како да се прегледа телото, како да се прегледува медицинската документација и врз основа на тоа да сугерираат дека нешто не е во ред со телото, не е во ред со... не може да одредат причината за смрт или дека има евентуално повреди кои би укажувале на една насилна смрт. Прашањето дали имаме потврда за стручност се отвара по истрагата за серискиот убиец од Старо Нагоричане, откако 3 тела на жени беа ископани и врз нив се изврши обдукција, пошто се испостави дека 2 најверојатно се жртви на овчарот Трајко, за кого обвинителството најави дека ќе поднесе обвинение за 4 убиства и 2 обиди за убиства. Од обвинителството последно брифираа дека првиот случај кој беше објавен во јавноста со починатата жена од Челопек хронолошки доаѓа како последна жртва од серијата убиства. Првото се случило околу 1 година претходно, пред Божик лани, барем според доказите со кои сега располага обвинителството, а истите се собираа по ексхумација на тела на жени кои биле погребани одамна, откако лекар од Кумановската болница се потпишал дека смртта не настанала насилно. Вакви се 2 од 4 случаи на убиство на жени, а за нив МВР поднесе и кривични пријави против лекарите.